Здраво, Македонија! Надпреварувачите подготвени, кабините подготвени, јас подготвен, што значи може да започнеме со денешното издание на вашиот омилен квиз Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Кога веќе нели ги спомнав надпреварувачите, стандард како и секогаш, прво ќе ги повикам домакините, а потоа и нивните предизвикувачи. Па да не должам повеќе, денешни домакини, добро познатите за вас, Далибор и Златко. Повелете! Златко, здраво. Здраво. Далибор, здраво. Здраво. Добро. Се е подобро со пари во джеп, кажи. Да, секако. Одлично, имав ми за паркингот да го платим и ручаче, и тоа е тоа. И сега доволно. Повторно на печалба. Тоа е тоа. За джепарец. За джепарец сега, да. Гледам дека сте во добро расположение. Да не сакате нешто да додадете вчера што не кажавте. Да, поздравам сопругата, синот и керката. Не така, вади се денеска, заборави минатиот пат. Голем поздрав и од мене до сите нив. Да сте живи и здрави. Ве потрат сега навиваат за вас, така. Нормално. Колку од парите се ветени за дома? Сите. Сите. Тоа е тоа. Нема Да не се лаже. Се знае. Многу е лошо што све е јавно и транспарентно. Нема кај да бега, немаш да дојдеш дома и да кажеш, аве, ништо не направи. Ништо штето. Тоа е, гледаат, знаат. Како и да е, за тоа се парите да ги трошиме со нашите омилени луѓе. Да, не се зачувај. Не се зачување, така. И па ја вредност еве што се случи, не флаци џабе. Се отиде нагоре, парите што сме ги заработувале ништо не значат и тоа е тоа. Да не подобро е да се троши, да се живее, да се ужива во тоа што го имаш, отколку да. Така, еден живот имаме, треба да си го живееме онака како што сакаме ние. Сакаме, така е. Без при тоа зло на други да им нанесуваме, нели така е? Да. Нормално. За денеска подготвени? Да. Спремни Спремни. Супер. за борба, Сакате нешто па ќе друго? видиме. Па да ги поздравам моите дома, сопругата, киркичката Јована, поздрав. Така, голем поздрав и од мене. Да не биде после како Златко да треба наредно да се извинуваш па да поздраваш пак. Супер. Ако сме спремни, ваше денеска домакинската кабина, па домакини, повелете. Благодарам. Секако тука во нашето студио се и нивните противници, односно денешните предизвикувачи. На моје огромно задоволство. Меѓу предизвикувачите е и еден од најстарите наши учесници. Да ги запознаеме Ангел и Марио, повелете. И не да ги запознаеме, туку да ги поздравиме. Затоа што добро ги знаеме. Да, Марио, одлично. Здраво, Ангел, како си? Или чеш Ангел да те вика? Може. Може? И дедо да. Одлично. Повелете понабаву. Дедо, не си, дедо, ви како се држиш? Ти да... Благодарам. Одличен си. Колку години, Ангел? Да Или не кажем, е закажување? Кажи. 7,5 децени и пут 7. 7,5, да, супер, 76 години. Да. Да си жив и здрав. Најмалце до 100. Супер. Марио, што ти е? Марио ми е внук од брат. Внук од брат. Тешко ли беше да го натераш да дојде со тебе? Во какви сили он тебе те натера? Не, ја го дадов предлогот. Ти го даде предлого, Марио? Е, втора Веднаш. сезона. Кажи така. Се надеваме поуспешна. Ке биде полека, што затоа сме тука. Пред се, како што река поминатото издание, вашите противници, пред се дојдени сме за забава. Ако гледаме така на работите, немаме што да изгубиме, може само да добиеме нешто. Така, супер. Марио, ти да ни освежиш сеќавање, кој си, што си, како си? Така, Марио Ташковски од Скопје. Минатиот пат бев студент, од тогаш до денес ја магистрирав и се вработив. Ти ми даде како задача Браво се. да завршам факултет до следното учество, така да исполнив задачата. Браво, смило За ми. следна сезона може да биде услов дедо ми да магистрира. Да. Може да направиме така. Ентузијаст. Леле, ти направиме белја таква. Да мора да учиш, Ангел, да магистрираш. А може, знам јас. Не ти правиме Само да таква се белја. јавам. Не, јас само ќе те заречам и наредната сезона пак да ми дојдеш во листа за 300 и да се дружиме повторно. Тоа само од мене. Го имаш вака, го побарувам. Марио, Ангел, дали сме подготвени за денеска? Подготвени. Само сакам да ги поздравам нели сите што не гледаат, колегите од Алкалоид и специјално да ги поздравам другарите Алекс и Ѓорги, едни од посилните надпреварувачи во листа за 300. Така е, ги знам точно за кого зборуваме. Голем поздрав и од мене, ги чекаме оваа сезона повторно да се дружиме. Ќе им кажам. Голем поздрав ете и до сите колеги кои што ги поздрави, се надевам дека ќе навиваат за вас. Ангел, ти не сакаш да поздравиш некого? Да, јас ги поздравам исто така моите во Свети Николе. Именатиот пат реко сите Свети Николчани Така и е. од Чеполци, а овој пат ќе ги поздравам и моите богословчани. И богословчани, голем поздрав Да, и од нека мене до чујат, сите. богословчани. Ја ќе си ги поздравам од тој крај, од Долни и Горно Ѓуѓанци. Таму оде порано. Тоа е близу Многу кај често кај нас. другарче, да. Имам јас само многу познати од тоа село. Супер, баш ми е мило да сте живи и здрави, убав крај, тоа Да е многу. кажам дека, за жал, пред малку, пред известно време, мојата внука
наполни 18 години, Ти си супер. стана пълнолетна и затова сакам да и го честитаме пълнолетството, да е Супер, како се вика внуката? Ева. 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 Ева, среќен роден, среќен 18 роден, да ти се множат многу успеси и радости во животот. Да. Супер, одлично. И на крајот најмалиот внук Огнен. Огне колку години? 9 и 2-3 месеца. Ти си богат човек. Супер. Сакаше да дојде да ви кажа. Не, па нареден пат да го донесеш, зашто да? Ај, требаше. Донеси го. Супер, ете новата генерација, Дело младата сакам да те генерација. видам како израчи. таму ве снима. Супер, да го донесеш нареден пат, држам за да, збор. да. Супер, дали сме подготвени за денес? Подготвени. Почнуваме како предизвикувачи, ќе видиме до каде ќе дотераме. Но тоа значи дека баш е предизвикувачката кабина. Повелете и со среќа. Далибор и Златко, односно Ангел и Марио, се во своите надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги проверим истите, дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми. За таа цел, ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Ангел и Марио, дали се слушаме? Слушаме. Да, супер. Леле, Марио, на момент една буква не дели да имам исто име. Или мојата буј да сменим, или твоето К и толку. Ти се договорим. Да, тука сум пишал нешто измегли, на моменти ми доаѓа Марко да ти кажам. Ама тоа е го трипал. Се слушам убаво така. Ако имаме некаков технички проблем, ќе ми кажете за да го средиме веднаш. Ако нешто не ме чуете, да ме прашате. Важи нешто не ме разберете, не е јасно, да ме прашате да не направиме непотребен кикс. Ќе исклучиме сега и вашата кабина, за да провериме кабината на вашите противници. Далибор и Златко, дали се слушаме? Одлично. Супер. Знаете, све ви е јасно, така. Може да продолжиме понатаму. Музиката одлична. Одлична музиката. Супер. да. Нешто за пиење да не сакате. Па може, може. Кажете дурсум тука да отидам. ако Може, не може, ме може, нема проблем. Нешто освежително. Нешто освежително, одма доаѓам. Ме фативте жив, а дека нема додам. Срадна ми е. Мислев да излажирам, ама не ми успе. Домаќини, може да почнеме? Може. Супер. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, што значи започнуваме со листа за 300, како и секогаш. Започнуваме со првата лицитација, а темата за истата гласи. Машки имиња на В или Г. Бараме машки имиња кои почнуваат на буквите В како Викторија или Г како Глорија и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод за статистика, името треба да го имаат најмалку 5 мина наши жители. Далибор и Златко, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Ангел и Марио, дали ни е јасна темата? Да, од колку букви? Нема од колку Не е букви, важно. значи да. Од колку има Машки имиња на В и Г. на В и Г, да. Тоа е. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Ангел и Марио. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Ангел и Марио, кога ќе имате понуда, споделите со нас. Да започнеме со 5. 5. Одлично. Почнуваме со 5. 8. 8. 10. 10. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 27. 27. Плюс 1. 28. 30. 30. 31. 31. 32. 32.
33. 33. Да, 34. 34. Нека одговара. Да одговарат? Ајде да видиме, немаме малце надавано, 34 празни полиња. Дали Бори Златко? Ако сакате да го освоите првиот поен денеска, ќе треба да кажете 34 точни мачки имиња на буквите В или Г. Боге ми, стварно именатата емисија и ова... Таква ви, како да кажам, аурата, чаурата. Ајде, кажи. Васил. Васил. Јас требаше Васил да се викам, на Василица сум роден. Ама Марко ме крстил. Васко. Васко. Поздрав до сите Василие, Васко. Васил, се извинам, Васко. Васе. Васе. Така е. Василий. Василий. Да. Ученикот мој. Ау, ти се ученици, бе. Офлеле, да. Требаше уште малце да надаваме, очигледно. Василий. Така е, четврти точен одговор. Венко. 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 Така е. Владимир. Владимир. Така е. Владе. Владе. Така е. Владо. Владо. Владан. Владан. Така е. Воислав. Воислав. Така е. Војче. Војче. Точно. Венци. Венци. Така е, Венци. Венцислав. Венцислав. Замисли сега Венцислав нема. Венци има, Венцислав нема. Нема, имаше фудбалери Се знам такви тама, имиња. Да, така е. Венцислав, точен одговор, 13 до сега. Ще 21 ни треба име. Горан. Горан. Така е. Гораст. Гораст. Точно. Гаврил. Гаврил. Така е. Ванчо. Ванчо. Така е. Владко. Владко. Велибор. Велибор. Така е. Велимир. Велимир. Точно. Виктор. Виктор. Точно. Градимир. Градимир. Така е. Сега съм се пречнал за Градимир. Дали Градимир или Градимир? Това никога ще съм го отгаднал. Гораст. Гораст. Со Д. Да, Гораст. предходно с Гораст. Така. Гораст го кажавме. Гораст. С Д. Гораст. Гораст. Да. Гораст. Добро. Со С-та на крај. Да. Така да не. Гораст. 81 Гораст. Точен одговор. Грозде. Грозде.
Охо, има поише од 530, ги има. Него не очекував искрено прв пат се сретнам со грозд името, баш во мачка форма, како што каже, го знам како Горјан. 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 Голем поздрав до кумчето мој, кумашинчето. Газмент. Газмент. Јас имам газмент пријател, така е, точен одговор. Гзим. Гзим. Така е. Гоце. Гоце. Е македонското име. Така е. Гане. Гане. Да. Гане Тодоровски. Да речем. Така е, точен одговор. Властимир. Властимир. Понекогаш ми е многу интересно кога ќе застанам на списоков и кога читам некој одредено име и кога истиот одговор ќе го слушам од оваму као ќе се прачувам за најгален момент да не ми читат од научари нешто викам чекај дека Тајна е. Властимир, да, така е, да не мрдам с уста. Кажете ми ако нешто правам. Така, би. Добро. Аха, го има, добро. Да. Добро. Велимир го кажа, Велибор кажа. Да. Гоне. Гоне. Манек ми се гоне. Чекаме. Добро. Абе, брати, грозде мислевме дека не е сигурно ми искочи 130, дека има посигурно него кој беше таму што го кажаме. Ајде, добро. Не, Гоне и Гроздан. Тие две ги имена тоа, сигурно. Ајде, Гоне. Гоне? Да. Идеме, точен одговор. 50 и нешто ги има во Македонија. Така е. Точен одговор. Сериозно веќе го проверивме. 52 или 3 има Гоне во Македонија. Гроздан. Гроздан. Така е. Уште две. Да. Не кажа. Васо. Васо. Кажавме Васе, кажавме Васко. Васили кажавме. Ајде да видиме Васо. Така е, имаме и Васо, точен одговор. Кој ќе биде последниот? Газмент го кажа. Кај е? Да, газмент кажа. Да. Газмент да идеме без да... Ќе мора да бројам. Ме опоменува дека многу време веќе изгубивме. Да, ајде идеме газмен. Газмен. Без Д. Без Д, газмен. Да. Ајде да видиме. Газмен одлучува. Ајде, да иде се. Ја викам ќе ви текне. Ќе кажете Вања како син ми што се вика за да се извадите, ама ништо. Многу ми е жал, газмен. Само 160 точен одговор. Морам да ве зедам малце. Газмен точен одговор, како што реков, 160 сонародници наши го носат тоа име. Голем поздрав до сите нив, нека се живи и здрави. И ова е името кое што на Далибор и на Златко им го носи првиот поен денеска. Но знаете дека не смееме премногу да се опуштам, имаме уште една лицитација. Впрочем, минатиот пат и вие така со негатива, да. па преку лицитација пенали стигнавте до темата на денот, нели? Затоа бидете внимателни. Ангел и Марио, добро одиграно. Уште многу малце фалеше, уште очигледно едно-две надавања за времето да почне да ги гази, можда под притисок ќе попуште, да. Но тоа е што е сепак сега. Нели, не можеме да знаеме. Одлично одиграно, ми се допаѓа дека храбро одигравте, не се повлековте на почеток одма после 10 надавања, што е многу битно во листа за 300, нели, не покажеме издаби на нашите противници. Во продолжение, без очајување, фокусирано имаме уште една лицитација за играње, може за момент се да се промени. Дај Боже да земете па да играме на пенали. Знам дека не им звучи убаво на вашите противници, ама што да правам? Јас се сакам пенали, најинтересни ми се. И сметам дека така е.
најреално добија победникот, мислам, сега тоа и среќата да го послужи и концентрација и секако, нели, што се побарува. Што значи, Ангел и Марио, внимателно во продолжение. Мачки имиња на В или Г, кои што не ги кажа моите надпреварувачи, тука ги имам Ведран, Велко, Веселин, се може никој ќе ги повторам, искрено не знам кои се ги кажаме. Кажавме Достра, Векослав, Владимир кажавме, Владица, Владислав, Властимир, Вохин, Волкашин, Вујадин, Вуле, потоа Гаврило, Габриел, Ганчо, Георги, Герасим, Глигор, Григор, Гојко, Гордан, Горјан, како што реков под В, и Вања. Како што се вика Сидми, голем поздрав дома до сите. А сега, драги гледачи, е време за втората лицитација, односно второто надавање. Ова лицитација ќе одлучи дали ќе играме пенали или пак директно Далибор и Златко ќе ми се придружат тука на главната сцена, затоа да не должам повеќе. Темата за второто надавање гласи: партизански филмови. Бараме наслови на филмови со партизанска содржина, односно за периодот од Втората светска војна снимени во било која од некогашните југословенски републики, односно кинематографии, од 1945 година па се до денес. Внимавајте само, да не кажете филмови кои обработуваат повоена, односно после воена тематика, како што се, например, нашите филмови Срекна нова 49-та или пак Црно семе. Далибор и Златко, дали е јасна темата? Да. Одлично. Ангел и Марио, дали не е јасна темата? Да. Супер. Е сега вака, за некои од насловите, доколку не ви текнува македонскиот превод, слободно и кажете ги на, нели, српски, хрватски, словенски, на кој да е јазик, на кој што ви текнува, но внимавајте да не додавате, менувате зборчиња во насловот за да не можеме да ги најдеме. Би било пожелно да ги кажете во македонска транскрипција, но доколку не ви текнува така името, кажете го во оригиналната форма, ние ќе го најдеме. Може да почнеме? Може. Супер. При втората лицитација, први со надавање, започнуваат оние кои што имаат моментална негатива, резултатска. За жал во таква ситуација се наоѓаат сега Ангел и Марио. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Далибор и на Златко. Ангел и Марио, кога ќе имате понуда, повелете. 3. 3. Започнуваме со 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. Леле, како се прочита? 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. А серија? Не, филмови Не, бараме. само филм. Да. Ами, има и филм. Колку беше последното? 11. 12. 12. 13. Само вака, внимавајте че ги извини. 12 е последната, 13 е последната понуда, како му доаѓа? Вие колку кажавте сега? Не, 12. ние Ние кажавме кажавме 12. Вие 12, така? Да. Така е. 12. 12 е, само вака да ви кажам, ете и на вас, ќе им повторам и на вашите, значи, да има и македонски филмови снимени партизански, можете нив да ги играте, значи, не е да не ве збунив, затоа викам на почетокот, да мислите дека само некои од соседните, нели, земји. Не те слушаат, каже. Слободно зборете се, Ангел. Каже. Може слободно да си разговарате со Марио. Мислиш ќе ги кажат 12? 12 ќе ги кажат точно. Ти кажа. Се до колку е дојдено? До 12. 13. 13.
Ајде, 14. 14. Јас свакако ги читам тука, сите ги знам. А да ме прашаше 5 минути пред да го видам, ке заглавев на неколку. До 15-та? 14. Едно повеќе. 15. 16. 16. Момент само. Да, нема проблем. Договорете се. Нека одговара. Да одговарат. Ајде. Па ќе одговарате вие. Џабе се жалевте преска. Значи бараме партизански филмови. Снимени во некоја, мислам, нели, во екс-Југославија, во една од тогашните републики, без разлика во која, од 1945 година па се до денес. Како што реков, внимавајте на оние филмови кои што обработуваат повојна тематика, како Срекна нова 49-та, Црно семе и така натаму. Кога ќе бидете спремни, повелете. Па ајде, со македонските да постојат. Ајде. Пресуда. Пресуда. Така е. Истрел. Истрел. Точно. Волчја ноќ. Волчја ноќ. Точен одговор. Трето полувреме. Трето полувреме. Со Сашко Коце беше така, и со Катерина Ивановска, и со Тони други Михайловски. наши, да, Тони Михайловски. врвни актери. Најдобрите актери во тој филм се собрани, мислам поголемиот. Така е, точен одговор. Ајде, легендарниот Валтер го брани Сараево. Валтер го брани Сараево, така е. Еден од најпознатите филмови од што обработува оваа тематика. И точен одговор. Партизанска ескадрила. Партизанска ескадрила. Така е. Враќање на отпишаните. Враќање на отпишаните. Така е. Бошко Буха. Бошко Буха. Така е. Десантот на Дрвар. Десантот на Дрвар. Така е. Битката на Неретва. Битката на Неретва.
Битката на Неретва, 10 точен одговор. Диверзанти. Диверзанти. Така е. Ужичка република. Ужичка република, се извинувам. Така е. Уште 4 имаме. Да. Сега, дали е Сутјаска или битката на Сутјаска? Така, филмот се води како Сутјаска. Така, добро. Мислам и Сутјаски и битката на Сутјаска, некаде така го некаде вака. Не. Да. Доктор Младен. Доктор Младен. Така е. Сигнали над градот. Сигнали над градот. Подслушай за овие филмови. Сериозно. Ако не те текне да играме со волшебница, значи. Добро. Све ве слуша. Нема вeze. Ниста лошо не кажат. Ама ја ве слушам, не ве слушам. Ако слуша, Да. Кажи, слушај си твој проблем. Со Александар Гаврич у главна улога. Така. И уште еден имаме, така? Да. Уште еден. Диверзанти. Имаш еден филм Бомбаши. Ама не сум. Дали тоа им мислам дека имаше Бомбаши. Идеме со бомбачи? Бомбаши. Ајде да видиме. Дали фрлаше бомби, викаме, ајде. Ајде, Асоцијација. бомби фрлаше. Значи Марши е крив ако нешто не биде кој што треба. Да. Не, ово исто како дома, да се среќи искочи добра работа. Бомбаши 16-ти точен Браво. одговор за Далибор и Златко. Дека Темава ги извади. некако многу полесно поминавте од тоа што очекував. Мислев дека повеќе ќе се мачите Тема на сериозно. Златко. Додека комунициравте внатре имав чувство дека дури се плашев дали 16 ќе кажете, а вие искрено ги протрчавте овие 16 без некој поголем проблем или дали беше тоа можеби тактика за да ги збуните вашите Па не противници. се мислеве, ама Не тука, знам. тука негде е границата. Тука некаде, кажи, уште некој. Ова започна да ги боли Па, не Ангел и знам. Марио. Повторно за апдета и според нивните кажувања, многу малце фалеше за да направат некој кикс. Ангел и Марио, храбро игравте. Можеби на оваа тема требаше малце похрабро да се игра. Понекогаш јас им викам и на другите надпреварувачи, не тргајте од самите себе си, дури по некоја тема. И да не, ако го немате доволното знаење, нели подобро е да одиме да рискираме со многу надавања кога више ја губиме, барем да ги натераме нашите противници да сгречат. Да сте ми живи и здрави, едве чекам повторно да се дружиме. Исто и ние. Сега за жал морам чао да ви кажам. Чао. Далибор и Златко, одлично одиграно. Ште еден филм го заборев со Петре Прличко, капетан Микула Мали. Капетан Мигула Мали, бравос. Одлично, еве сега ги прочитам делот до вие, кажавме голем дел, тука попознати се Балкан Експрес и Балкан Експрес 2, потоа го кажавме врвовите на Зеленогора, вака, Девојачки мост, Диверзанти, Игманскиот марш, потоа Капетан Леши, Козара, Крвава бајка, Мостот од пишаните, окупација во 26 слики, партизани, потоа Саша, Салаш на малиот Рид, Славица, тоа е првиот ex-ју партизански филм, 3 па ги имаме македонските сите, ќе ги прочитам тука, тоа се Волчја ноќ, До победа и по неа, Истрел, Јазол, македонскиот дел од Пеколот, Под исто небо, Пресуда, Трето полувреме и Фросина, тоа е првиот македонски партизански филм и морам да се пофалам, сценариото го има напишано дедо ми, Владо Малески за истиот. Со ова ги повикувам и Далибор и Златко да повелат тука на главната сцена за да се соочат со денешната тема. Да видиме дали ќе освојат парична награда, верувам дека сите ви интересира, затоа останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите.
И еве ги повторно Златко и Далибар тука со мене на главната сцена пробуваат да ме деконцентрираат, сака да ми ја видат темата, ама јас си го исклучив таблетот и многу ми е жал, нема дзиркање. Кој ќе ја вклучиш, заврти го. Да, тогаш погрешкала. То добро расположение, тај како да не сте, нели, си обезбедивме им учество во следното издание на Листа за 300, имаме денеска шанса да се освоиме повторно парична награда. Минатото издание или вчера си заминавме тука со 100 евра. Да. Денеска имаме интересна тема, видов, мислам дека ова ќе ви биде каде полесна, ќе видиме. Стари, сега да не зборам. Нели пред рака да не зборам, да. Никој ще се знае. Знаеш како викаат кај нас во математика? Најлесна е таа задача што ја знаеш, таа што не ја знаеш е најтешко. Така, да се жив и здрав, паш така му дајга. Но пред тебе да ви ја сообщам темата, да се посетиме нели како стат работите, 15 празни полиња кои што треба да ги исполниме со точни одговори за она максимална сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ви следуваат 300 евра. Сега стигнавме до 100, значи ни останува или да идеме на нели на некој од наредните граници. Под 100 ви ги зимам сите пари ако сте. Ако ми кажеш на 100 евра се откажам, ништо не ви дал. Да знаеш. Добро. Не можам така, што ќе ме кара тука. Ваши си биле парите, ми викате одма во нивни се парите, не може така. Добро, окей. Добро, де. Спремни сме за темата. Ајде. Слушајте, добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема општини од два збора. Бараме имиња на моментално постоечки општини во нашата држава чие име е од два збора. Се признаваат и општините кои влегуваат во градот Скопје, односно Скопскиот регион. Доколку има некој сврзник помеѓу двете имиња, да речеме, нели, на општината, сега го ги сметаме како два збора. Почни. Може? Може. Ајде, мојата Газибаба. Газибаба? Да. Така е. Чучер Сандево. Чучер Сандево. Така е. И Кисела вода. Кисела вода. Кисела вода за трет точен одговор и за први 50 евра денеска за Златко и Далибор освоени во Листа за 300. Чекај. Одиме. Ајде. Македонски брод. Македонски брод. Поздрав уште еднаш. Маврово Ростуше. Така е. Маврово Ростуше. Маврово и Ростуше. Така е, Маврово Ростуше. Така е. Македонска каменица. Македонска каменица. Шести точен одговор. 100 евра се сега ваши. До тука не ви честитам. Над 100 евра реков ви честитам. Тоа е тоа. Ништо, даме парите. Дај назад парите. Крива Паланка. Крива Паланка. Горем поздрав до паланчани. И имам таму и пријатели доста. Работев доста години горе на граница. Така е. Свети Николе. Свети Николе. Сент Николас. Со други зборови Дедо Мраз. Да. Да. Да, така би му дошло, нели? И Демир Капија. Така и Демир Капија. Така е, стигнавме до 150 евра. Честитки. Ајде сега да видиме, имаме шанса да одиме на 200 и Најмалото 300. Старо Нагоричане. Ново село. И Кочевско. Чешиново Облешево. Идемо дале. Чешиново Облешево. Чешиново Облешево. Грешено, сега парите да ми ги вземат. Чешиново Облешево. Како му доаѓа 10-ти точен одговор за вас 20 Старо Нагоричане. Старо Нагоричане. За момент не го видов тука, викам, не, мој, добре, точен одговор. И најпознатото село во Македонија, Ново село општина. Ново село, така е, Ново село. Ново село за 200 евра. Честитки. Нек се множат, ајде. Само 3 одговори ве делат од 300 евра.
Уште едно ви фалја? Не сопиште, таа зеленикова е тука. Има еден центар. Готово. Те текна толку те имаш. Ајде, викам од мене да речете, почеток на сезона сме. Да си заработиш Центар жупа. Центар Жупа. Ајде да видиме 13-ти одговор е Центар Жупа. Јас мислам на Центар у Скопје, ама добро. Центар Жупа, така е. Ѓорче Петров. Ѓорче Петров. Скопска општина. И мислам дека сите знаеме дека е точен овој одговор. 4 на 10 И Шуто Оризари. и Шуто Оризари. И тука ќе се правам дека проверувам дали е точно. Шуто Оризари, познато меѓу скопјани како Шутка, нели? 15-ти точен одговор. Честитки, ете ги 300 евра. Сега севкупно имате освоено во овие две изданија на листа за 300, 400 евра. Можете да си делите по 200 евра. И, нели, уствари можете да си делите 100 евра, по 50 евра, другите пари дома. Тоа е тоа. Да не се лажаме, така ќе биде. Супер, на мој огромно задоволство ќе се дружим и во следното издание на нашиот квиз, до тогаш останете ми во добро здравје и секако со здравје да си ги трошите парите. Драги гледачи, дојдовме до крајот на денешното издание на нашиот квиз на листа за 300. Нема да ги читам општините затоа што ги кажавме сите со исклучок на 1.16, ама сега не можам да Кој Демир Хисар не кажавме? Да, Демир Хисар, ете, само таа ни остана. Им текна и на нашите надпреварувачи, што значи и без мојата помош сепак ќе стигна до убава сума од 300 евра. Со ова, драги гледачи, ве поздравувам, ве оставам со програмата на Сител, секако очекувате го следното издание на нашиот квиз, а до тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!